Голем револт на родителите. Децата им се почести жртви во сообраќајот, најавуваат радикални мерки. Повод е вчерашната тешка сообраќајна несреќа пред средното општинско училиште Колен Ехтенин, кога за време на големиот одмор на пешачки премин беше прегазен 15 годишен ученик. Детето вчера помина неколку тешки операции на мозокот и во моментов е сместено во кома центарот, а неговата состојба се уште е неизвестна. Поради ова, за во понеделник во 15 часот е закажан протест на родителите и учениците пред училиштето. Се повикуваат сите родители во понеделник во 15 часот пред школото Колен Ехтенин Емуц. Ќе биде одржан протест за безбедност на нашите деца. Повикот следува по голем број реакции и коментари на социјалните мрежи. Средношколците во понеделник да ги блокираат двете улици за да се реши проблемот, инаку се ќе биде постаро. Кучињата лаат, караванот си оди. Дечки, со вас сме, организирајте се, ние сме со вас. Треба ние родителите да се организираме. Ајде да се организираме во понеделник да се собереме со децата пред училиштето. И јас сум за, ајде. Дајте да се соединиме за заштита на нашите деца, да отидеме во училиштата и да најдеме решение. Во ова современо време да не можеме да си ги заштитиме децата е срамно за нашата земја. Пред сите училишта треба да има за времен одмор од полиција додека да се направи тој мост или да се постави лежечкиот полицаец. И не само пред тоа училиште, туку пред сите. Никаде не е безбедно од несовесни возачи. Според родителите, можности да се заштита здравјето и животот на нивните деца има многу. Нека се направи тој мост или барем полиција нека има. Паметна идеја. За таму само мост е спас. Под мостот децата ќе одат и тоа не е спас. Па затоа ќе се направи ограда да не се оди под мостот, туку над мостот. Таму треба да се стави заштитна ограда да не се излегува од училиштето директно на улицата. Ова се само дел од коментарите на револтирани и загрижени родители. Вчерашната несреќа е последна во низата несреќи на ова место во која жртви се средношколци. Досега на оваа локација имало преку 20 сообраќајки со тешки последици. Ке биде ли ова доволен аларм за конечно да се превземе нешто со ова и со други небезбедни локации е прашање. Но факт е дека нешто подитно мора да се направи. За животот на децата се работи.